Здраво да родовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за комплементарно делување на гени. И се надам дека претходно сте го гледале видеото за комплементарност на гени, теоретскиот дел. И да започнеме. Значи првата задача гласи дека некој американски генетичар Емерсон дошол заклучок дека бојата на алеуронскиот слој на зрната од пченка е условена од интеракцијата на повеќе гени, сместо има повеќе генски локуси кои се наоѓаат на неколку хромозоми. Значи речеме дека имаме 3 хромозома. И во секој од тие хромозоми имаме некој си генски локус, ќе обржаваме како со сина боја, пред тука, таму или таму. И во секој од тие има гени и сите тие гени се потребни за да се добие бојата на аулеронскиот слој. И сега дека црвената боја на аулеронот се изразува само ако во трите локуси се присутни доминантни гени, односно само ако во трите локуси има доминантен алел и другиот може да биде доминантен или рецесивен. Ако во кој било од овие три локуси има рецесивен хомозигот, нема да се добие црвена боја, него ќе се добие бела боја. Така што, значи, кај сите три треба да има барем ова и ќе се добие црвена боја. Ако кај кое било има рецесивен хомозигот, ќе се добие бела боја. Односно ќе биде безбојно, ама ќе речеме дека се добива бела боја. И овие гени значи се комплементарни, бидејќи се надополнуваат во експресијата на тоа својство и поради таквата интеракција можно е од фенотип со безбоен аулерон да се добие потомство со црвен аулерон. И сега ние треба да покажеме како фенотипски ќе се добие потомство ако се вкрстат одредените комбинации и да започнеме. Значи првата комбинација која ни е понудена е ако имаме за првиот ген хетерозигот, вториот исто е хетерозигот и третиот е хомозигот доминантни. Знам зашто со R, ќе обележиме со C, не знам поубаво е. И другиот родител е исто, значи хетерозигот и хомозигот за доминантни, за последниот ген. И сега треба да извршиме вкрстување, ќе земеме сина боја, ќе земеме црвена боја. И да речеме дека ова е мајката, значи таа ќе донира голем број гамети. Ова ќе биде големо А, големо Б, големо С, големо А, големо А, мало Б, големо С, мало А, големо Б, големо С, мало А, мало Б, големо С. И истите гамети ќе бидат донирани од таткото. Тука ќе запишам А, Б, С, големо А, мало Б, големо С, големо А, мислам мало А, големо Б, големо С и мало А, мало Б, мало С. И сега ќе повлечеме линии, ќе направиме вкрстување. Но не мораме да го правиме целосно, едноставно треба да видиме за секој од гените дали има барем по еден доминантен алел. За А дали има? Има. За ќе влечеме со виолетова боја нека биде. За А дали има доминантен? Има. За Б дали има? Има. За С има доминантен. Овдека за А има доминантен, за Б има доминантен, за С има, за А има, за Б има, за С има. Значи овие овдека што ќе бидат секогаш ќе имаат барем еден доминантен, бидејќи кај двата родитела кои се наоѓаат во овие квадрати има еден доминантен алел, така што сите овдека ќе бидат. И сега исто така ова со ова, значи овдека ако повлечеме вака линии, таа единка исто ќе има доминантен алел кај сите три гена. Исто така оваа единка со оваа исто ќе има доминантен алел во сите три гена и поради тоа ова ќе бидат 9 единки кои ќе имаат доминантен алел во сите три гена и ќе бидат останатите, односно 7 единки кои ќе немаат доминантен алел во сите три гена. Така, значи може да го направите вкрстувањето, ќе видите дека е така. Табела има 16 полиња, значи овдека се 4, 1, 2, 3, 4, така, 2, 3, 4. И овдека ако се 4, всушност едно зашто е заедничко, овдека всушност ќе бидат 3. 4 плюс 3, тоа е 7 и плюс овие 2, тоа е 9. И ако вкупно се 16, остануваат 7 други кои ќе имаат по еден, нема да имаат доминантен алел во сите гени и поради тоа односот ќе биде 9 спрема 7, каде што 9 всушност ќе бидат црвени, така 9 ќе бидат црвена боја, додека 7 ќе бидат безбојни или ќе бележиме со бела боја.
Значи ако се вратиме малце погоре, 7 од нив ќе имаат барем еден ген кој ќе има рецесивни алели, значи барем еден од овие 3, додека 9 ќе бидат со еден доминантен алел во сите 3 гена. Сега второто вкрстување кое се бара од нас, значи ќе оставиме под Б, е да првиот родител има вака доминантни алели, додека за третото својство исто, додека вториот родител, ќе обрежеме сега со сина боја, има рецесивни и овдека има доминантни. Сега овдека што ќе се добие? Едноставно не мора да го правиме вкрстување, знаеме дека за првиот ген ќе бидат сите хетерозиготи. Така, за првиот ген ќе бидат сите хетерозиготи. За вториот ген, ќе земе сега со некоја друга боја, за вториот ген, исто сите единки што ќе се добијат ќе бидат хетерозиготи. И за третиот ген, сите единки кои ќе се добијат за третиот ген ќе бидат хомозиготи за доминантни. Така што оваа ќе биде генска конституција на сите единки кои ќе се добијат. И поради тоа што имаат барем по еден доминантен алел во секој ген, сите овие ќе бидат со црвена боја. Значи ќе имаме 100% црвена боја. И тоа беше примерот под Б. Значи убаво е вака некојаш кога ги пишуваме, кога ќе ја запишам задачата, ќе пробајте сами да ја решите и потоа видите го решението. Добро, сега ќе идеме на втора задача. Значи ќе идеме на втора задача, тоа е со комплементарно. Задача број 2, која гласи дека полигена особина детерминирана со мал број на генски алели е една форма глувонемост. Сега, за да може нормално да слуша и зборува човекот, мора да поседува барем по еден доминантен, значи немутиран алел во секој од гените која детерминираат оваа особина. И сега претпоставуваме за полесно дека само 2 гена се одговорни и поради тоа, значи за да биде нормална единка, нема глувонемост, мора да има барем еден доминантен алел, другиот не е битен, и за вториот ген да има еден доминантен алел, другиот не е битен. И сега нас не прашува какво ќе биде потомството ако се вкрсат двајца хетерозиготи кои всушност се фенотипски нормални, бидејќи имаат по еден доминантен алел. И да го направиме тоа. Значи имаме мајка која е хетерозигот за двата гена и имаме татко кој исто така е хетерозигот за двата гена. И ова е всушност дихибридно вкрстување. Го имавме ова и сега ќе ставиме дека само табелата со дихибридно. И да видиме колку ќе бидат здрави, колку ќе бидат глувонеми. Ќе бележиме со виолетова боја нека бидат глувонемите, а со сина боја нека бидат здравите. Значи ако има по еден доминантен алел во двата гена, тогаш таа единка е здрава. Значи овие овдека сите се здрави. Ова е исто здраво. Ќе заобиколиме, ова исто е здраво. И овие овдека се здрави. Значи тоа колку се? Тоа се 9 единки кои ќе бидат здрави и останатите нормално нема бидат здрави и колку останува 7. Значи 9 ќе бидат здрави, а 7 ќе бидат глувонеми. Значи глувонеми, а овие ќе бидат здрави. Зошто е тоа? Така како што спомнавме, треба да има барем еден доминантен алел во секој од гените, во овој случај 2 гена за упростување, тоа може би се повеќе во истинскиот случај, но и при вкрстување на 2 хетерозиготи кои се всушност фенотипски нормални, се добива нели оваа панетова мрежа, каде што гледаме дека 9 единки имаат барем по еден доминантен алел во двата гена и поради тоа се здрави, додека останатите автоматски по автоматизам гледаме дека не се здрави, но се глувонеми. Исто не прашува за кој тип на комплементарна интеракција станува збор. И ако гледавте видеото за теоријата, гледате дека односот е 9:7 и тоа знаете одма дека е прв тип на комплементарна интеракција. Нели, кај првиот имавме 9,7, мислам 9:7, кај вториот како беше? Имавме 9:4:3, а кај третиот тип на комплементарна интеракција имавме 9:3:3:1. Тоа беше примерот со кокошките. Добро, тоа беше се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново, значи тоа беа две задачи за комплементарна интеракција на гени и ќе се видиме во наредното видео.